Денеска е четврток, 12 февруари 2026 година. Јас сум Петар Петровски и ово се вестите при Македонскиот информативен центар со седиште во Линкон, Онтарио, Канада. Денеска во Флорида, САД, е одбиено барањето за прекина процесот на откритие во тужбата на американскиот претседател Доналд Трамп против јавната британска радиодифузна корпорација позната како BBC или BBC за дефамација, односно клевета. Судскиот спор започна како BBC во вечерието на американските претседателски избори во 2024 година емитуваше монтирана снимка каде наводно Доналд Трамп им наредува на неговите поддржувачи да ја нападнат заедничката седница на двата дома на Американскиот конгрес на 6 јануари 2021 година, со цел да го спречат прогласувањето на изборната победа на Џо Бајден. Во тужбата претседателот Трамп бара оштета од 10 милијарди американски долари. Судското рочиште е закачано за февруари 2027 година, пренесува Reuters. Поранешниот специјален јавен обвинител Джек Смит, кој водеше криминалната истрага против Доналд Трамп, бидејќи го добува прашање исходот и легитимитетот на претседателските избори во 2020 година, беше поканен да сведочи јавно пред Комисијата за правосудство во Домот на претставниците по втор пат, откако претходното сведочење беше затворено за јавноста. Поранешниот специјален јавен обвинител Джек Смит за време на траењето на испитувањето изјави дека е убеден дека претседател Трамп е виновен и затоа има докази, и дека неговата истрага нема никаква политичка или лична позадина спрема Трамп. Пренесува Associated Press. Јавниот обвинител на САД Пен Бонди вчера беше поканета да сведочи пред Комисијата за правосудство за нејзината досегашна работа. На вчерашниот распит, кој траеше 5 часа, мнозинството членови на Комисијата од Републиканската партија доби пофалби за нејзината работа досега од страна на демократските членови на Комисијата и беа упатени доста критики околу начинот на кој ја води истрагата поврзана со отворањето на досието на Џефри Епстин, пренесува Associated Press. Автопроизводителот Stellantis го продава својот акционерски дел од 49% во фабриката за акумулатори на нивниот заеднички вложувачки партнер LG Energy Solutions. Овој е дел од всевкупното ресетирање на нивната стратегија за производство на електрични возила. Причината за ваквата одлука на Stellantis е намалената побарувачка на електрични возила и тргањето на забраните за купување на автомобили на нафтен погон. Кога канадската влада беше под водство на Џастин Трудо, се донесе закон со кој до 2035 година сите жители на Канада се обврзуваат да купуваат електрични возила. Откако дојде на власт Доналд Трамп, во Америка тој закон се поништи. Во Канада законот го поништи премиерот Марк Карни, откако разните произведувачи на автомобили во Канада извршија притисок врз него. Во извештајот на компанијата Stellantis стои дека компанијата претрпела загуба од 36 милијарди канадски долари или 22,2 милијарди евро во инвестиции на електрични возила. Исто така Форд пријави загуба од 19,5 милијарди долари, американски долари во декември, додека General Motors пријави загуба од 6 милијарди американски долари, пренесува The Canadian Press. Трговскиот спор меѓу Канада и САД ескалираше со уште едно предупредување од страна на американскиот претседател Доналд Трамп, упатено до канадскиот премиер Марк Карни. Во неговата порака објавена на неговата социјална мрежа Truth Social, американскиот претседател изјави дека ќе го блокира отворањето на новоизградениот мост што ги поврзува пограничните градови Бинзор и Детройт. Понатаму, во неговата објавена изјава е дека Канада ја злоупотребува со Америка со неферни трговски практики до доближувањето на Канада со Кина, пренесува Fox News. Комисијата за стопанство на Американскиот сенат ги изслуша аргументите за и против укинувањето на ограничувањето на 39% за присуство на телевизиските станици на домашните телевизиски екрани. Причината поради која е свикана седницата на Комисијата за стопанство е договорот за откуп на тегна од Nexstar за 6 милијарди долари, американски долари, кои треба да се одобрат од Американскиот сенат, да не со изната Комисија за
Всесојузната комисија за комуникација. Според веста што ја пренесува во интернет порталот Newsmax, постои истражување ако се одобри откупувањето, тогаш Nexstar по своја собственост ќе има 265 телевизиски станици, што всушност представува над 80% од 80% во застапеност на домашните ТВ екрани. Со тоа ќе го надмине ограничувањето до 39% и да ќе биде може да наметне монополско состојство на медиумскиот пазар во САД, не со Newsmax. Благодарејќи на напорите на првата дама на САД, Меланија Трамп, во трета рунда успешно договори обединување на руски и украински деца со нивните семејства. Деца за кои се смета дека се изгубени или киднапирани. Оваа иницијатива на првата дама Меланија Трамп започнала со лично писмо до рускиот претседател Владимир Путин пред 3 месеци, кој се согласил со барањето на Меланија Трамп да има комуникација со цел се грижа за доброто на децата кои се зафатени во верот на руско-украинскиот конфликт. Задоволно од сегашниот успех на дипломатијата на првата дама, Белата куќа изјави дека таквата дипломатија ќе продолжи, пренесува Newsmax. Денеска, од 12 февруари до 22 февруари 2026 година, во главниот град на Германија, Берлин, се одржава 76-тиот Бернски филмски фестивал, познат како Берлинале. Германскиот режисер Вим Вендерс, кој е председател на жирито, изјави дека филмот може да го смени светот, но не политички. Причината за оваквата изјава се притисоците на пропалестинските активисти кои бараат фестивалот да зазеде поинаков став околу палестинското прашање кој е поинаков од тој на германската влада, пренесува Reuters. Дојдовме на крајот, па ако ви се допадна содржината на ова видео, кликнете на лайк. Ако сакате да го споделите, кликнете на шер. Поверете, ако сакате да оставите коментар за ова видео и на крај, ако сакате да бидете известени за нови видеа, кликнете на subscribe. Дојдовме до крајот на ова ново издание на нашите вести од македонскиот информативен од екипата на македонскиот информативен центар. До следното гледање ви пожелуваме до гледање и пријатна вечер.